Неверојатно убава вечер имавме можност да проследиме. Ние како гости, а Благојче како домакин. Некако Велес, кога е во прашање и домакинството, ние сме препознатливи, ама оваа вечер беше многу интересна, затоа што беше вечер на кларинетот и на најголем дел од твоето творештво сепак прилагодено за потребите или за увото, ајде јас ке кажам, на убавиот звук на македонската песна, на Велешката. Како се чувствуваш? Сега се чувствувам многу убаво. На сцената се чувствував уште поубаво. 150 луѓе дојдоа тука на Хотел Романтик. Се пополни, веќе немаше место за повеќе луѓе. Тоа говори многу за нашиот народ во Велес. Дојдоа да слушаат кларинет. Тие сите ги слушале моите албуми, знаат точно што правам и рекле 150 луѓе вечерва ќе заборавиме на сето лудило што се случува во светот и ќе дојдеме вечерва да видиме што ќе понесеме со себе дома. Кај што музиката и уметноста ќе ја доживееме и ќе почувствуваме што и кои емоции таа уметност и таа музика ќе ги отвори кај нас луѓето. Затоа што музиката и уметноста општо имаат многу голема Моќ? Имаат многу голема моќ врз психологијата кај човекот. Јас толку многу се радувам. Ја пеевме Сербез Донка тивко и убаво, со достоинство. Ја пеевме Мајка на Марика, го спомнавме Тоше Проески, ги спомнавме легендарните Лепи Сол. Мене ми е многу лесно да дојдам сега тука и да свирам 2 сати и да си отидам. Ама јас морам да зборувам. Јас морам да ја спомнам и да ја поздравам храброста на Донка, на Сербез Донка, која рекла, нема да ме давате, нема да се женам за тој што вие сте одлучили. Јас го зборувам тоа и на сите тие 150 луѓе, а покасно тоа и се шири, ќе ме разбудам. Аха, чекај, уствари, тоа е песна, ама тоа е една вистинска случка. И тоа инспирира многу нови генерации. И затоа сега Македонија е толку либерална поради таквите луѓе како Донка, како Сербез Донка, која имала тоа било како еден вид активист на некој начин. Јас не се женам со тој вие кој што ме давате, јас се женам со тој што... Така што тие пореки јас морам да ги споделам кога јас свирам. Не можам само да застанам и да свирам. Многу се радувам за одзивот и многу се радувам за културата на народот. Толку беа тивки, они си разговараа, ама беше толку многу тивко, толку многу убаво. Јас сум пресреќен. Искрено очекував дека ќе го слушнам Рамното Велешко. Рамно Велешко, нели, или Ќупурли, како го викале, нели, турците кај нас, Ќупурлика, ние што го викаме, не можам да го изведам некако со клавир и со кларинет. Ке ми треба друг состав за тоа оро и ете не го отсвирив, одлучив да не го отсвирам Рамното Велешко. Рековте дека работите на третиот албум. Да? До кога ќе ни изненадите и што ќе содржи тој? Што работите? Што ќе нешто ново што ќе го имаме? Па вака, првиот и вториот се во еден ист правец. Првиот го снимив со швеѓани музичари, вториот го снимив сам, сите инструменти сам ги свирам, но оди во истиот правец како првиот. Nostalgic Love и вториот е Nostalgic Love 2. Во третиот албум би сакал нешто планирам да го сменам тонот. Ќе оди во истиот правец, но сакам да го сменам тонот. Сакам да има малку рокерски инструменти, сакам да има бубњеви, што викаме ние, drum set, нели, тапани. Сакам да има малку по-луди и по такви crazy, што викаме на англиски, аранжмани во третиот албум. Не знам кога, јас така си работам бавно, без никаков притисок, кога мене ми е убаво и не знам кога ќе
кога ќе го снимам. А дали ќе биде тоа 2026? Не верувам. Не го брзам, да. А дали во 2026 ќе и приредиш повторно изненадување на Велешани? И по пети пат ќе настапиш пред нив? Па еве ова мала серија од 3 настапи, релаксирани настапи во Велес, за која јас самиот одлучив да ја направам во ноември 1, во декември 1 и во јануари последен, третиот. Помина многу убаво и веќе мислам да не правам никаков концерт во Велес, може би оваа целата година, но може би на есен 26-та, може би, но тоа е се по знак прашалник. Ако не, може би 27-та. Последниот пат би сакал да се собереме сите во театарот. Може би 2 вечери во театарот, една по друга. Јас гледам дека луѓе ме слушаат и мислам дека тие 800 луѓе ќе дојдат 2 вечери во театарот по 400 луѓе. Мислам дека ќе дојдат. Но не знам дали оваа есен или може би 27. Ама јас така сега дојдов на идеја, може би било убаво некоја летна вечер да дојдеш во Стови да свириш. Да, може би. Звездено Тој небо. отворениот театар, античкиот театар на Стови е нешто кај што седиш и се прашуваш како тука пред 2000 години или колку и да постои, луѓето прво како се третирале еден со друг. Тоа мене ми е многу важно. Како сега се третираме еден кон друг, како тогаш се третирале, како се облекувале, како дали било онака го гледа на улица, човекот умира и не се грижи за него. Или дали сега повеќе се грижиме еден за друг, отколку тогаш што се грижеле еден за друг. Тоа мене ми е многу магично и да свирам на такво место. Ја во мислите имам кој знае што. Не свирам јас тогаш за публиката. Тогаш не свирам, тогаш свирам за себе и свирам за некако за светот, за целиот свет. А публиката може да се слуша. Што ќе ни кажеш на крајот, каква генерална порака ќе упатиш кон Велешани, кон твоите Велешани? Ние што го правиме ова, што го слушнавме вечерва, сме многу важни во ова општество. Но самите ние не можеме без публиката. Ние сме како едно цвеќе, тоа што го кажав и на сцената. Мораш да го вадиш за да расте. Така што поддржувајте ги, кога ќе видите човек кој влијае позитивно врз општеството наше, на некој начин. Дали е активист? Има многу активисти кои викат, тој е луд. Не, тој е луд, тој се бори за вас. Тој се бори за вас. Кога ќе видите луѓе со активистички инстинкт, или уметници, или на некој начин кој ќе осетите, ово е важен за нас. Морате да го вадите, морате да го купите неговиот албум, да дојдете на концерт, купи карта дури да не знаеш, дури да не си слободен да дојдеш. Ние сме си потребни еден на друг. Тоа е пораката. Благодариме. Благодарам ви, Мака. Не ни кажа дали